Почитувани гледачи на Автомагазин, добар ден и добре дојдете во нашето ново издание. Ова зад мене е Скопје, град по популација кој не може да се мери со светските метрополи, но светските метрополи може многу да ни завидат по прашање на загадувањето. Еден од најзагадените градови во светот е Скопје. Солуцијата за решавањето на загадувањето што се однесува од аспект на автомобилите е електрификацијата, па затоа многу производители тоа и го прават. Денеска на тест имаме токму такво возило. Ни доаѓа од BMW во кожата на X5 наречен iPerformance, што други зборови тоа значи дека е plug-in хибрид. Од светската, но и од домашната сцена исто и така имаме новитети во оваа емисија. Имаме нов импортер за Jaguar и Land Rover во Македонија. Fiesta го прослави на интересен начин својот 40-ти роден ден во рамките на импортерот Nida Grand Motors, а од белиот свет ви носиме исто така интересни содржини. Затоа останете со нас, ви ветуваме дека подготвивме интересни и возбудливи 30 минути. Од пред неколку дена овластен увозник на Jaguar и Land Rover за Македонија и Косово е Автомобили Груп од Скопје. На пресконференцијата одржана по тој повод, генералниот директор на новата компанија, Кочо Бураку, напомена дека долгогодишното искуство во бизнисот со автомобили дава за право да бидат сигурни во успехот на Jaguar и Land Rover. Купувачите ќе добијат побрза испорака на возилата и подобра техничка поддршка, а ќе се развива и продажбата во овој сегмент на премиум автомобили за целосно задоволство на клиентите. Ендрю Прест, генералниот директор на Wallis Automotive Europe, официјалниот застапник на британските премиум марки за Адриатик регионот, го истакна задоволството од договорената соработка со еден навистина сериозен партнер, компанијата Автомобили Груп, која ќе биде новиот овластен дистрибутер и сервисер за Jaguar и Land Rover за Македонија и Косово. Британскиот производител го одбра Wallis Automotive да ги представува брендовите во регионот, токму во овој период кога двете марки бележат фантастичен пораст. Jaguar Land Rover оваа година има пораст од 82% и во моментов представува најбрзо растечка автомобилска марка во Европа. До крајот на оваа финансиска година, двете марки кои располагаат со најмладата гама ќе понудат уште 3 нови модели. Што се однесува до плановите за работа, од представниците на Автомобили Груп дознавме дека во моментов се подготвува нов објект со површина од 680 метри квадратни. Покрај изложбените салони за Jaguar и Land Rover, тој ќе опфаќа и простор за аксесоари, предавање на возилата на купувачите и прием на возилата во сервисот. Официјалното отварање на новиот центар се очекува во април идната година. Во очекување на салонот на автомобилите во Детройт, интересни вести пристигнуваат од онаа страна на Атлантикот. Ги има повеќе, но во моментов ниту една не е поврзана со нешто експлозивно, нешто сосема ново. Напротив, ако подобро се прочитаат, во нив ќе се свати вистинската длабочина на американскиот пазар, онаков каков што е во својата изворна и секојдневна форма. Ние сепак малку ќе мрднеме настрана од секојдневието и ќе известиме за една моќна машина ексклузивно резервирана само за американците. Се работи за нам сосема непознатиот Acura RLX, кој е наследник на моделот RL, во остатокот на светот некогаш продаван како Honda Legend. Големата 5-метарска лимузина во овој свој облик во Америка, представена пред скоро 3 години, сега е понудена и во технички напредната спорт хибрид SH AVD верзија. Ми беше тешко да ја прочитам дури и ознакава, така што може да замислите колку ќе треба за да ја објаснам технологијата што ја има.
Но да започнеме со поедноставното, а тоа е дека има 3,5 литарски мотор со директно впрскување на горивото со максимални 310 конски сили. Но тоа не е се. 7-степената трансмисија со двојна спојка во себе има интегрирано електромотор, што го прави погонот на RLX хибриден. Плюс на тоа, оваа перформансна верзија има уште 2 електромотора во задните тркала кои овозможуваат независен проток на вртежниот момент. Веќе со тоа е јасно дека зборуваме за технички бисер кој за жал никогаш нема да го видиме во Европа. Има два начина да се представи новата Opel Insignia Grand Sport. Првиот е да се каже дека и новата генерација е во еволутивна потрага по истите цели поставени од оригиналот во 2008-та. Вториот е да му го препуштиме тоа на Марк Адамс, која познава подобро од сите. Ние сепак нема да го сториме тоа и ќе кажеме дека само еден поглед на новата генерација на Опеловиот знаменосец е доволен да укаже на причините зошто таа го заслушува својот нов назив. Првиот човек на Opel истакнува дека елегантната и аеродинамична силуета на Insignia Grand Sport е изведена во стил на атлетско купе. Поголемите габарити им овозможија на дизајнерите да и подарат на Insignia нови пропорции. Таа сега изгледа доста подолга и пониска, а има и водечка во класата аеродинамика со коефициент на отпорот на воздухот од само 0,26. Динамичноста во изгледот е овозможена од комплетно нова архитектура, а нови се и дел од моторите, при чиј развој клучна вредност беше ефикасноста. Целата палета ќе ја дознаеме за време на нејзината официјална презентација, закажана за салонот на автомобилите во Женева. Меѓуоскиното растојание, продолжено за 92 мм, обезбедува попрострен ентериер. На ова посебно ќе бидат благодарни патниците на задните седишта. Натрешноста во одушевува со својата тенка и сеопфатна инструмент табла, а седењето на возачот е за 3 см пониско. Ова во комбинација со полесната каросерија придонесува за подинамично чувство во возењето. Оптимизираната употреба на лесни материјали допринесе за редукција на тежината до 175 кг, што директно влијае на агилноста и прецизноста. Високите технологии, како што е погонот на сите тркала со векторирање на вртежниот момент, му овозможуваат на возачот да ги искористи до максимум потенцијалите на ова возило. 8-степениот автоматски менувач и FlexRide шасијата со 3 режими на возење се посластици во кои секој ќе сака да ужива. Исто и втората генерација на надградуваните IntelliLux LED адаптибилни матрични светла, кои се побрзи, попрецизни и помоќни. За попријатно возење се задолжени и head-up дисплејот, камерата од 360 степени и сличните напредни решенија, а за комфорот на патниците загреваните седишта напред и назад, инфозабавниот систем и доста други нешта од списокот опрема. Покрај бројните електронски асистенти за поголема безбедност ке се грижи и активната алуминиумска хауба, која во случај на судар реагира за неколку милисекунди. Успешната прва генерација на Insignia, која беше европски автомобил во 2009 година, се продаде во повеќе од 900.000 примероци. Не требаше да се чека многу време и Peugeot да ја представи фейслифтираната верзија на својот засега единствен глобален модел. Означен како 301, тој беше лансиран во 2012-та како прифатлив седан развиен според спецификите на пазарите во развој и оттогаш се продаде во 360.000 примероци. Годините стаж во освојувањето на купувачи широм светот му натежнаа на неговиот изглед, кој Peugeot го обнови во духот на модерните времиња и тековното стилско изразување на француските дизајнери. Така и тој сега, како и останатите модели на марката, има повисоко подигнат нос, преобликувана хауба и светла со препознатлива форма. Драстичните зафати умно се избегнати, освен карактерната линија на боковите која малку е поизразена. Затоа и генерално гледано силуетата остана иста, како и задниот дел кој сега има благо дотерани светла.
Во внатрешноста се среќаваат серија унапредувања, меѓу кои и нов централен дисплеј, камера за возење наназад, можност за поврзување со смартфон, том-том навигација и многу други нешта. Изборот мотори остана помеѓу проверените 1,2 и 1,6 литарски бензинци со 82 и 115 конски сили и 1,6 литарските дизели со 92 и 100 коњи. Наменета им е 5-степена мануелна трансмисија, а поголемиот бензинец може да се добие и со 6-степена Quick Shift автоматика. Најави за промени на цените се уште нема. Големата потрага низ Македонија заврши. Најстарата Ford Fiesta е пронајдена. Има 37 години и добро ги носи, иако и се познаваат. Ми беше покажана во салонот на Mida Grand Motors без никакви корекции, во автентичната состојба во која се наоѓа. Со низиниот сегашен собственик ја врзуваат многу убави моменти од детството. Постара е од него, но тој упорно одбивал да ја испрати на отпад. Има поминато околу половина милион километри и се уште е во возна состојба, но не се вози. Тоа набргу ќе се смени, затоа што како награда за верноста македонскиот импортер на Форд ќе ја репарира, подарувајќи и втора младост. Потрагата по најстарото возило од овој модел беше од необичната кампања на Форд по повод 4 децении постоење на Фиеста. Видовме како најстарата во Македонија изгледа сега, а по околу 40 дена повторно ќе се сретнеме со неа, наново да ја запознаеме. Дали знаете што представува статуетката што го краси носот на Rolls-Royce? За лаиците тоа е символ на марката, а за тие поупатените тоа е духот на екстазата. Позната на сите низ целиот свет, летечката лејди како заштитен знак на британските луксузни возила за прв пат се среќава во 1911 година. Статуетката е креирана од англискиот скулптор Чарлс Сайкс, кој бил инспириран од убавината на Елеонор Торнтон. Неа ја нарачал нејзиниот љубовник, баронот Монтагу, за да го украси собствениот автомобил. Елегантната креација, која просто зрачи со грациозна енергија, на почетокот била опционален избор на купувачите, но практично се нашла на секој автомобил на Rolls-Royce. Интересен факт е дека сите статуетки се до 1939 година рачно биле доработувани од Сайкс и неговата ќерка. На самиот почеток биле посребрени, но набргу започнале да се прават од легура на никел или хром, за да се обесхрабрат кратците. Денес статуетката едноставно не може да се украде, поставена е на пружина која автоматски ја вовлекува. Некои примероци од неа се позлатени или изработени од кристали и чинат и до 10.000 фунти. Најскапата пак е обточена со дијаманти и вреди $250,000. На теренското првенче на Масерати чекавме толку долго што веќе заборавивме од кога тоа беше. Сепак најубавото од Италија пристигнува тогаш кога најмалку се очекува. Затоа и што и да кажеме за него ќе звучи како повторување, иако не е така. Сега и официјално Масерати започна со продажбата на Леванте, моделот кој ќе го смени правецот на историјата на марката. Да не звучи многу анахроно, ќе кажеме само дека за прв пат во облик на концептот Кубанг светот го виде уште пред 5 години. Од тогаш еволуираше доста, но не застрани од првичната идеја да биде предвесник на едно ново доба во кое владеат нови правила. Затоа и без многу фалби за него ќе споменеме дека се она што треба да биде и ништо повеќе од тоа.
Дизајнот му е таков како што може да се посака, а моторите и повеќе од тоа. Основниот е 3-литарскиот V6 од Ghibli, бензински со 350 и 430 конски сили. Секако во духот на времето Леванте се опремува и со дизел со 275 конски сили. Според официјалните податоци, тој со посилниот бензинец забрзува до 100 за 5,2 секунди и има максимална брзина од 264 км на час. Сите негови верзии имаат 8-степена автоматика, погон на 4 тркала и електронски контролирано подвозје со воздушно ослонување. Се произведува во Торино, од каде набрзо ќе започне да излегува со 560 конски сили моќен турбо V8 мотор. Колку за него ќе платат темпераментните љубители на вистинските италијански автомобили не знаеме. Цените на сегашните модели на Леванте започнуваат од интересни 73.400 евра. Сепак не треба да заборавиме дека иако сега се други времења, Масерати е компанија која е управувана со страст. Страстни се и купувачите, заради што и Серджо Маркионе очекува годишна продажба од амбициозни 37.000 примероци од овој кросовер. Електричните возила не се никаква новост во портфолиото на BMW. Градскиот i3 и предизвикувачкиот i8 ги освојуваат пазарите на побогатите светски држави. Но BMW не застана тука. Тој сакаше да представи една цела палета возила кои ќе имаат плаг-ин хибридна технологија. И денеска имаме еден таков автомобил на тест. Неговото височество BMW X5 во новата генерација ни носи и плаг-ин технологија. Таа е вкрстена со дволитрен бензински битурбо мотор и електромотор, чија синергија испорачува 308 конски сили. Но силата не е императив на хибридните возила, туку екологијата. BMW декларира дека на 100 км во идеални услови овоа возило, иако е многу тешко, троши негде околу 3,3 литри на изминати 100 км и емитува 77 грама јаглеродиоксид на изминат километар. Јас искрено се сомневам дека ќе успееме да потрошиме само 3,3 литри на 100 км, но оној податок за намалената емисија на јаглеродиоксид е од круцијално значење, особено за средини како македонската, која се дави во нечист воздух и во енормно загадување. Номенклатурата 40 кај BMW кај класичните автомобили означува големина на моторот, но не е случај со овој плаг-ин хибрид. Тој е задвижуван од дволитрен бензински битурбо мотор кој развива 242 конски сили, кои се доволни за експлозивни забрзувања. Само да подсетам дека овој мотор во другите модели на BMW ја носи ознаката 28. Но тој е засилен и со електромотор, односно хибридниот систем е направен не само да биде еколошки, туку и да биде штедлив, но и да пружи извонредни перформанси. Кај поголемите бензински изведби на BMW во моделот X5, забрзувањата кај, да кажеме, моделот 50X се околу 5,7 секунди, додека кај хибридот тие изнесуваат нешто над 6,3 секунди, што е извонреден податок доколку се земе во предвид габаритот на возилото, но и неговата тежина. Пакетот батерии кои се ставени на задната оска
се способни да пружат автономно возење од 30 км. А бидејќи ова е плагин хибрид, тогаш ќе морате да го полните, односно да ги наполните батериите, за да можете повторно да возите само на струја. Но, како и секој хибрид, можете батериите да ги полните дур се возите, да кажеме, на автопат. Главната придобивка на овие возила е што не загадуваат во градски услови. 30 км автономија во град е доволна да биде не само штедливо и да се возите за ефтини пари на струја, туку и да не загадувате. А тоа, барем во Македонија, е прашање број 1 што се однесува на животната околина. Скопје и останатите градови бележат загаденост поголема и до 6, односно 7 пати од дозволената, што е навистина загрижувачки. Но да се вратиме на BMW iDrive. Овоа возило е повеќе од добро. Зошто? Ќе ви го демонстрирам тоа. Високата технологија ни дозволува и извонредни забрзувања. Тоа можете да го осетите кога ќе префрлите во еден од трите модуси на возење, како што е iPerformance. Тој ви нуди навистина забава при возењето, но и одлично забрзување, како да се наоѓате во вистински спортски автомобил. Секако дека инерцијата си ја врши работата и големата тежина на возилото, но сепак електрониката е таа која ќе ви помогне во форсирањето при возењето. Ова е навистина забавно, но никако не е еколошки. За да го пробудите дволитарскиот битурбо мотор, треба само силно да стиснете на педалата за забрзување. А кога ќе електрониката ќе одлучи дека и ќе свати дека вие сакате динамично возење, тогаш и електромоторот помага. Неговите 111 конски сили во синергија со дволитрениот битурбо со 242 конски сили испорачуваат реални 308 конски сили, што е навистина за почит. BMW од секогаш била марка подредена на перформансите. Тоа се забележува дури и кај овој плагин хибрид. Покрај извонредните динамични својства, имате на располагање 8-степена автоматска трансмисија, која можете дури и да ја контролирате зад управувачот на прекинувачите, а нејзиното функционирање е за почит. Јас немам никакви забелешки што се однесува на динамиката, подпирањето и удобноста на овој модел. Но, кога лудувате и сакате да ги осетите сите 308 конски сили кои се на располагање во овој модел, тогаш бидете подготвени дека батеријата брзо ќе се истроши. А што правиме кога ќе се истроши батеријата? Веќе споменав дека можете да ја полните дур го возите автомобилот. Но после ова возење јас нема да одам на автопат, туку ќе се симнам во Скопје. Во Скопје, како што вели градот, има 2 места за полнење на батерии. Па да видиме како функционираат тие. По динамичното возење батеријата е на минимум. Што треба да се направи за да се наполни батеријата? Тука имаме 2 верзии, односно можности. Со купување на овој автомобил, односно на ова спортско корисно возило, имате полњач кој е димензиониран за полнење во домашна мрежа. Но исто така со него доаѓа и
кабел за брзо полнење, што би требало за многу пократко време да ги наполни батериите. Видовте дека поради батериите кои се сместени позади, гепекот не е на највисоко можно ниво што се однесува до капацитетот. Во градот Скопје постојат две катни гаражи на кои е можно полнење на возилата. Би требало да биде бесплатно, а ние сега се наоѓаме во катната гаража Македонска фаланга. Секогаш треба да се најави полнењето во управата на гаражата, добивате картичка по чие отчитување ќе можете да го ставите полњачот. Правилото вели дека секогаш прво се става полначот, се приклучува полначот, а дури потоа кабелот се става во автомобилот. Кај BMW овој полнач, односно приемникот на струја е напред. Светнувањето на светлото значи дека полнењето на батериите е тргнато. Значи, треба да очекуваме за некои си од прилика час до час и половина да видиме колку ќе се наполнат батериите. Сега е точно 1 часот и 10 минути и ќе почекаме 1 час да видиме колку ќе се наполнат батериите на јавниот паркинг. За жал немавме време да почекаме повеќе од 1 час, но тука сме сигурно некои си 45 минути. Гледате дека полнењето на автомобилот по ставањето на картичката е завршено. Но ова е технологија на 21. век, но џабе ни е кога го календарски го бележиме 21. век, кога видите на обележано место за хибридно и електрично возило паркирано е најобично возило. Уште немаме свест ниту разбирање за овие возила. Полнењето заврши и нас ни останува да го собереме кабелот и да видиме колку е наполнета батеријата. За овие 45 минути од празна батерија веќе имаме две од можни 5 цртки на капацитетот на батеријата. Тоа е сосема добро и јас претпоставувам дека веќе имам автономија за следни десетина километри да ги возам на струја. За исползување на овие возила Скопје се уште не е подготвено. Како што видовме, ниту ментално, ниту инфраструктурно, бидејќи само две места за полнење на една катна гаража во градот е премалку. Но сепак, времето нема нас да не чека, ниту иднината нема нас да не чека. Мораме да направиме нешто за да бидеме и да фатиме чекор со светот. Доколку ја зголемиме нашата еколошка свест, а тука се вбројуваат и автомобилите, ние ќе имаме почист воздух во Скопје. Ова е се што подготвивме од Автомагазин за календарската 2016 година. Ова е нашето последно издание во оваа календарска година, а ќе се видиме следната година во првиот викенд. Дотогаш ви посакувам среќна нова година и сметам дека заедничка желба и мантра за следната година ќе биде Скопје и Македонија да имаат почист воздух кој ќе се одрази и на подобрување на квалитетот на нашиот живот. Се најубаво!